Време за редовната рубрика Моje здравје, еве темата на која што ќе разговараме со гостинот во студиото 3 на македонската телевизија. 2/3 од жените во светот имаат цистит барем еднаш во животот. Според истражувањата најчесто се јавува кај сексуално активните жени на возраст помеѓу 20 и 50 години, а дури во 25% од случаите инфекцијата се повторува. За симптомите, третманот и превенцијата разговараме со нашиот гостин. Велам добро утро за господинот Филип Ачковски, кој што меѓу другото е магистар по фармација. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Ајде на самиот почеток да ги информираме и нашите гледачи, особено гледачки, кои што во моментов го следат разговорот. Кои се ризик факторите за појава на циститот? Па добро, во воведот убаво напоменавте дека тоа е доста честа и доста непријатна здравствена состојба која што повеќе ги погодува жените за жал. И за да го разбереме проблемот мора да навлеземе во коренот на ситуацијата, односно зошто доаѓа до циститот. Во суштина дискутираме за инфекција на мочниот меур, која што најчесто е предизвикана од бактерија Ешерихија коли. Во оваа ситуација бактеријата Ешерихија коли во најголем број од случаите веќе постои во нашиот гастроинтестинален тракт и во одреден период од животот, веројатно уште и во детството, ние правиме само инфекција, примарна само инфекција од гастроинтестиналниот тракт во мочниот меур, бидејќи кај женската анатомија овие два дела се многу блиски и тоа се случува едноставно поради невнимание, неводење доволна хигиена и така натака. После настанатата примарна само инфекција со Ешерихија коли, таа за да потенцира да направи симптоми на цистит, потребно е да достигне определено ниво, одредена концентрација на овие бактерии. Обично дискутираме за концентрација над 100.000 во милилитар урина, а за да дојде до тоа, најчеста причина е пад на имунитетот. И токму заради тоа и емисијата е во добар период, кога имаме можеби малци и неочекувани временски состојби за овој кои што траат длабоко во мај месец. Втора работа, во пресред сме на летни одмори. Тоа е една ситуација кога често пати сме во костими за капење, кои што ги носиме долго време. Влажните костими за капење, поготово кај женската популација, се ризик фактор за да дојде до појава на цистит и секако користењето на спа центрите, кое што е, пак ќе кажам, скомотно во полнек и се зголемува со тек на време. Така да тоа се некои ризик фактори кои што се врзани со сезоналитетот. Покрај тоа, стандарден ризик фактор е секако и незаштитен сексуален однос, бидејќи тука имаме, може да имаме тригери различни на инфекцијата и токму поради тоа, она што советуваме е мокрете задолжително после секој сексуален однос. Едноставно не го заборавајте тој момент. Така да, во оваа констелација на постоење на бактеријата во уринарниот тракт и одредени фактори кои што предизвикуваат пад на имунитет. Во некои ситуации и она класично, како деца што ни велеле, внимавај да не се преладиш, немој да седиш на ладно. Значи, тоа се состојби кога ние едноставно ја нарушуваме имунитетска компонента на нашиот уровагинален тракт и стануваме поподложни за развој на инфекции. Други причини може да бидат одредени конкретни инсертирања, зборувам се и кај машка популација, не знам, катетеризација и така натака, ситуации кои што можат да го тригерираат или некои камчиња кои што ги имаме од бубрезите, кои што се спуштаат надолу и така ја оштетуваат слузницата. Така да, тоа се склоп од фактори кои што може да влијаат на појавата на цистит. Веројатно најдобро е превентивно да се делува, меѓутоа препознавањето на симптомите, еве доколку не делуваме превентивно, препознавањето на симптомите е особено важно во процесот на препознавање на болеста, инфекцијата и третманот на истата. Кои се симптомите кои што не смееме да ги занемариме? Апсолутно, значи за да соодветно се истретираме или да превенираме во поснежниот период, мора да знаеме што се случува, односно брзо да ги препознаеме симптомите. Во принцип, пациентите со цистит имаат неколку типови на проблеми. Пред се дискутираме за проблеми со самиот процес на мокрење. Значи, они имаат нагон за мокрење, меѓутоа тоа оди тешко. Со болка и успеваат да измократ по нивните коментари само 2-3 капки.
Во некои случаи имаме и појава на крв во урината. Мокрењето е проследено со печење, а во други ситуации печењето е присутно и кога не мокриме. Истото важи и за машката популација, така да тоа се проблеми од еден тип. Вториот тип е проблеми од значи неможност да додржиме до тоалет. Значи доаѓа до иритација на целиот овој сегмент, па ние едноставно сме инконтинентни во тој период и измокруваме без наша волја одредена количина. Карактеристични се исто така и супрапубична болка и така натака веднаш над срамната коска. Урината добива непријатен мирис и е заматена, можеби и токму поради појавата на еритроцити во неа. И едноставно тоа е една ситуација која што жените кои што еднаш ја имале, бидејќи рецидивите рековме се чести, веројатно ќе ја препознати сами без да повторно ја дијагностицираат. Меѓутоа за да се потврди дека навистина станува збор за цистит, сепак треба да се направат лабораториски анализи на урина. Ако сакаме да потврдиме и кој е причинителот, треба да се направи уринокултура, со цел да се изведе да се одбере соодветен антимикробен агенс, па да се третира како што треба. И по прегледот, откако ќе утврдиме дека станува збор за цистит, каков е процесот на третирање и лекување на инфекција? Па тука може да гледаме од неколку аспекти. Прво да речам хигиено-диететски режим, совети кои што ќе ги добиеме во секој случај и во втор случај се разбира одредена терапија која што во зависност од клиничката слика ќе одлучи лекарот да ја ординира или не. Генерално, оно што треба да ни помогне во оваа случај, тоа што треба да го постигнеме е да ја намалиме концентрацијата на Ешерихија коли во уринарниот тракт. Тоа се постигнува преку измокрување. Нас ни треба да мокриме почесто и на тој начин ќе се ослободиме од симптомите. Затоа се сугерира внес на вода поголем, 2 до 3 литри во текот на денот. Се сугерира комплетно измокрување. Значи, една од причините зошто доаѓа до цистит е тоа што имаме задршка на урината. Понекогаш ние самите го одложуваме мокрењето. Од некоја причина. Во возило сме, имаме обврски на емисија сме и така натака, не можеме сега да го обавиме тоа и тука е тоа ризик за да дојде до зголемување на концентрацијата на бактериите и проблеми. Заради тоа сугерираме да се мокри комплетно, потполно во ваква ситуација, дури и со масажа, за да бидеме сигурни дека сме отстраниле што поголем дел од овие бактерии. И колку во процесот на третман на инфекцијата, да речеме, добре дојдени се витамини, додатоци во исхрана, брусницата често се споменува, чајот од брусница, разни комбинации на чаеви кои што можеме да ги најдеме секаде во продавниците за здрава храна? Така. Значи има доста, да речем, и природни опции од некои, да ги наречам, традиционални увинча и така натака користени веќе со години, па понатака други комбинации, мечкино грозје, брусница споменавте и слично. Во коренот на решавањето на проблемот се две работи. Една рековме да се намали концентрацијата, преку да се стимулира измокрувањето, и втора работа да се зголеми имунитетот. Бидејќи рековме дека причината за исполувањето на симптомите е падот на нашиот имунитет. Ако сме ние во добра кондиција, нема да дојде до цистит. Така да во оваква ситуација ние она што е тренд и што е корисно сега од природните се разбира производи е употреба на деманоза. Че зборуваме за еден едноставен шеќер, многу безбеден, 30 на години веќе се користи во светски рамки, а кој што е во суштина активната компонента на брусницата или сокот од брусници, зашто е тој ефикасен. Има препарати во кои што е екстрахирана деманозата, покрај тоа што се наоѓа во природата, во брусниците, во праски, кајси и други, да речам, овошја, и каде што во соодветна концентрација ќе помогне на специфичен начин да се намалат количините на Ешерихија коли, бидејќи тој се врзува со нив и механички ги отстранува од уринарниот тракт. Во смисла на зголемување на имунитетот, корисно е да употребуваме витамини од типот на витамин С, витамин Д, стандардно олигоелементи како цинк,
кој што е многу корисен за засилување на нашата одбрана, користење на соодветни пробиотски компоненти кои што се добри за целокупното наше здравје, бидејќи 80% од здравјето ни е во гастроинтестиналниот тракт и рековме дека инфекцијата од тука настанува, значи ние треба да ги држиме концентрациите на Ешерихија коли во гастроинтестиналниот тракт на ниско ниво за да ризикот за преод во мочниот меур биде мал и се разбира други комбинации од тип на бета-глукани и така натака. И разговорот ќе го завршиме со се чини најважното прашање како да го превенираме. Сево, ова споменавте период кога имаме промени во време, доаѓа период на годишни одмори, како да се заштитиме? Во прв ред е важно да одржуваме добар имунитет. Важно е и да одредени хигиенски навики правилно ги извршуваме, па дури и во оваа смисла да внимаваме на малите деца во периодот на нивното учење на основните хигиенски навики. Тоа значи одржување на добра хигиена на раце, одржување на добра хигиена на урогенитален тракт. При тоа тука не исклучувам и не мислам на употреба на парфюмирани средства, тоа е само штета за нас. Пиење на добри, сериозни количини на вода, 2 до 3 литри секојдневно е корисно не само за кожата, туку како што гледаме и за целокупното здравје на уринарниот тракт. Мокрење после секој, па и пред секој сексуален однос, така го заштитуваме и партнерот наш на некој начин. Ако имаме симптоми, тогаш треба да биде заштитен со презерватив и да не заборавиме на оној дел на хигиенско бришење. Хигиенско бришење подразбира значи бришење од напред према назад и така да ги учиме нашите деца бидејќи таа анатомија, поготово кај женската популација, е многу податна за овие инфекции. Кога веќе дискутираме за летен период, значи да не се стои во мокри костими за капење подлог период, кога дискутираме за ситуации од овој тип, значи да се одржува таа хигиена на најдобар можен начин и секако не претерувајте со спа-центрите. Благодарам за гостувањето во денешното издание на Македонија на утро и за советите за нашите гледачи кои што секако беа добре дојдени. Благодарам. Благодарам.